Сите се прашуваме веројатно или кога ќе нели биде некоја болест во семејството, па тогаш ќе почнеме да откриваме што и како, па на крајот од денот можеби некои алергии, некои инфекции и така натаму да бидат комплетно предизвикани од нечистиот клима уред. Токму затоа пред да почне летото, сега е веројатно вистинско време или не ќе ни каже нашиот денешен соговорник Атанас Ванов, а нашата утринска тема е како правилно да ги користиме и одржуваме клима уредите со уште неколку цртички или прашања до него. Добро утро, ви благодарам за отстапеното време. Секако овој период е неадекватен, мислам најмногу работа имате овој период, како да работите? Па почетокот на мај месец веќе е период кога треба да се подготвиме за почнува турбо за вас, така? Да, се разбира. Да. Што значи правилна употреба на клима уредот? Може ли да ни кажете за почеток? Високиот степен на индустриализација, примена на софистицирана технологија, техника, само по себе повлекува емисија на голем број на полутанти, загадувачи во околната средина, со тоа и сериозно пореметување на климатските промени. Оттаму се наметнува потребата зошто во изминатиот период пред 10 на 15, можеби 20 години, не сме имале толку потреба дома да инсталираме или во работната просторија клима уред, а сега веќе човечкиот организам како да упатува сигнал дека невозможно е да ја издржи таа промена толку драстична кој што се јавува. Затоа и потребата од неопходно е потребна да се монтираат клима уредите во домот или во работната просторија. Високите температури силно влијаат врз комоцијата на човечкиот организам, бидејќи секоја промена која во себе содржи висока концентрација на влажност во воздухот и температура која што е надвор од онаа комотно ниво во кое треба да се чувствува човечкиот организам, се случуваат и ситуации на така наречен физиолошки стрес. Стрес во кој човек не се чувствува комотно. Затоа и оттаму потребата од инсталирање на клима уреди. Но клима уредите колку се неопходно потребни, толку при нивното користење мораме да водиме грижа и за правилниот начин на користење. Како правилно да ги користиме? Има ли правилен начин на користење на клима? Така, да. Правилниот начин подразбира сетирање на температурата во пристојни температурни граници. За човечкиот организам идеални температури се 22-23 степени во просторијата во која што е инсталиран клима. 22-23? Така е. Одлично, добро, но тоа ние е важно. неретко сме биле сведоци да забележиме кај голем број на корисници дури 16 степени. 16, така. Тоа сте екстремно ниски температури кои во дадена ситуација му дозволуваат на човечкиот организам комоција, но во услови кога од неколку часовно присуство во просторијата на така ниска температура престојува, човечкиот организам се припрема, акомодира за состојби на такви температури. Значи стегнати крвни садови, зголемене благо крвниот притисок, но нема влажност во воздухот и се чувствуваме комотно. Оној момент кога се одлучува да излеземе надвор, а надворешните температури за нашето подрачје се карактеристични над 40, да. Тогаш може да крахираме веднаш. Тоа значи температурен шок и состојба на така наречен физиолошки стрес. Температурниот шок не може човечкиот организам да го издржи. И неретко сме биле сведоци да се случне дека некој доживеал или инфаркт или мозочен удар. Колапси. Затоа што циркулаторниот систем, кардиоваскуларниот систем нема можност за брза адаптација, за да се акомодира организмот на надворешни или на внатрешни услови. Затоа треба со внимание при сетирањето и користењето на клима уредите. Кога сме веќе кај тоа правилно користење, секогаш се смеам заради тоа што нели сите ние сакаме да бидеме економични или да штедиме и нели прв пат пред неколку нели кога прв пат го ставивме клима уредот и кога ги прашав луѓето кои што не ми ставија, велам како да се употребува и тој вели најдобро е да се употребува, значи ако ви треба пуштате го и не го гасате. Заради тоа што правите проблеми, односно правите повисока сметка, а не помала, како што мислите дека правите кога го одмарате. Има ли врска тоа правилно користење? Тоа посебно се однесува за инвертер технологијата на клима уреди. При почетокот на стартувањето на климата, таа низината потрошувачка ја емитува во поголема фреквенција, тоа значи поголема е потрошувачката на струја
пример за еден 3,5 киловатен климауред инвертер, доколку го стартуваме внатрешната температура во просторијата каде е инсталиран е помала, тогаш тој мора да работи на поголема фреквенција. Тоа значи има поголем број на вртежи на самиот компресор за да може да се набие притисок врз самиот фреон и да се размени топлината со внатрешната средина, односно со просторијата каде е инсталиран. Оној момент кога ќе ја постигне бараната температура, посебно инвертер климауредот, тој преминува во режим на одржување на веќе постигната температура. Значи не исклучуваме. Не исклучуваме и тогаш фреквенцијата на моторот се намалува, вртежите се намалени и тој не само што штеди електрична енергија, туку одржува температура и има инвертерот заради тие модули внатре инсталирани и подолг работен век на користење. Да. И добро е да го оставиме инвертерот и кога не сме дома? Да. Да? Па поголем дел на климауредите се опремени со Wi-Fi технологија, значи тој модул може лесно и комотно да се инсталира на мобилниот телефон и тој ни дава комплетни информации колку е потрошувачката, дали има некој проблем со климауредот, доколку се препознае преку сензорите дека има некој проблем, веднаш се деактивира апаратот и се става во функција на заштита. Така е, да. Ова го заокруживме со правилна употреба или има уште многу за зборување? Ви како велите, ако има време, јас можам еден час да ви кажам што се треба да знаеме сите ние, нели? Иако мислиме дека се знаеме кога има полно работи, инсталираме. Она што е особено битно да го апострофираме за да биде во корист на гледачите. Така е. Следното е позитивни и негативни ефекти врз здравјето на луѓето од користењето на клима уредот. Тоа е следната како подцртичка како се договоривме во тие рамки да се движиме за да имаме време да кажеме по некои интересни факти и нешта кои што можеби сме ги позаборавиле. Кои се позитивните, а кои се негативните? Ние уште од самиот почеток кажавме еден дел дека бенефитите од користењето на климите се однесуваат токму во сетирањето на температурата. Значи состојба кога имаме релативна влажност во воздух во просторијата каде е инсталиран апаратот од 45 до 50% е сосема доволна за да може да се чувствува организмот комотно. Секоја состојба под и над веќе предизвикува состојба на така наречен стрес. Морам да ве прашам само што гледаме сега во моментов. Ова што е? Ова е внатрешна единица, тоа е турбина од климауред. Всушност преку неа се врши размената на топлината со внатрешната средина, со просторијата. И овај начинот, ова е нечисто, ова е толку нечисто. Ова е состојба на нечист климауред кој што долго време бил користен и акумулација на нечистотија која што при вклучувањето на климауредот оние честички невидливи за голо око се дисеминираат, се расфрлуваат, се дисперзираат врз нас, апсолутно, и ние практично тоа го вдишуваме, а отпосле и ситуација на различни симптоми на нарушеност на здравјето. Првите облици може да бидат настинка, кијавица, солзење, сува и надразбива кашлица. Алергиска реакција, обично најчесто се појавува инфекција. Типична форма на алергиска реакција придружена со уртикарија, со прикови, сревернило на кожата, така натаму. А што се однесува до инфекциите, неретко се случува да изолираме чисти култури од микроорганизми, меѓу нив најчесто тоа се бактерии, вируси, габи. Од габите Aspergillus niger, Aspergillus fumigatum емитуваат непријатна миризба со присуство на сулфурни соединенија. Голем број на корисници кога побаруваат услуга за сервисирање, чистење на климауред, нагласуваат при разговорот дека нивниот климауред емитува непријатна миризба која е неподнослива практично. Така е. Зошто е потребно да се направи редовен таков годишен сервис? Редовниот годишен сервис е во функција гледано од технички аспект на работите да се обезбеди правилно користење на апаратот, негов подолг работен век на користење и брзина во постигнување на температурите. Доколку ги одбегнеме обврските околу сервисирањето на климауредот, тогаш истиот нема доволно капацитет да ја постигне браната температура, троши повеќе електрична енергија, го скратува работниот век, емитува различни
проблеми, зголемена бучава, јавува некоја грешка во самата работа и практично тоа го фрустрира корисникот на апаратот дека климата не е задоволува, а заборава на оној главен момент дека е потребен редовен годишен сервис, затоа што тоа сепак е... Имаме само уште 4 минути, јас мислам дека ќе имаме доволно време и за оно што сакам да го знам или да го пустам како прашање. Но пред да почне со мојавето, рековте дека најмногу имаме проблем всушност во лето, кога имаме ладење, а не кога имаме грејење на станот. Зборувам проблеми со со здравјето, да речеме, да предизвика здравствени проблеми клима уредот. За да можат да се размножуваат и растат бактериите во клима уредот, на нив им е потребно да има влажност и темно место. Клима уредот во внатрешната единица тоа им го овозможува. Тоа е идеално место каде што тие се размножуваат. Зошто? Кога ја вклучуваме климата и истата е подесена во операција ладење, тогаш концентрацијата на влажност во просторијата е премногу голема. Кога се вклучува апаратот, истиот го повлекува топлиот воздух и настанува размена, односно се кондиционира воздухот во просторијата со помош на компресорот кој што е инсталиран од надворешната средина, односно надворешната единица. При кондиционирањето на воздухот доаѓа до кондензација. Се судрува топлиот со ладниот воздух и создадените кондензати се изфрлаат преку системно одводно црево. Но во текот на работата кај климата, со оној момент кога се одлучува дека треба да се исклучи климата и цениме дека е доволно добро разладено, еден дел од таа водичка заостанува, тој кондензат заостанува во внатрешноста на клима уредот. Всушност, самата кондензирана вода овозможува да има можност за размножување на бактериите. А тие имаат голема брзина како на репродукција, така и на размножување. И тоа смена во неколку генерации во текот на 24-часовен циклус. Има голем број на бактерии кои што се изолирани и кои што може да предизвикаат сериозни заболувања кај човечкиот организам, особено би сакал да ја апострофирам. И па тоа сакав, нели, кои се најчистите заболувања од користењето на дезинфициран и неисчистен клима уред? Споменавме нешто, да речем алергиски реакции. Самиот процес на чистење на клима уреди користиме брз сет на тестови за контрола. А вие можете да исконтролирате се? Има брзи сетови, обично тие се од земји кои што ја користат понапредната технологија во микробиологијата, биотехнологијата и така натаму. И при извршеното чистење и дезинфекција со помош на соодветни средства, дезинфекциони средства, најчесто тоа се средства кои што немаат реперкусии врз здравјето на луѓето. 99,9% од бактериите, нивните спори ги уништуваат, и со тоа се возможува непречено функционирање на апаратот. Со помош на тие брз сет на тестови можеме да детерминираме голем број на бактерии. Најчесто се детерминираат бактериите од колиформна природа, тоа се фекални бактерии, така наречени. Прва меѓу нив Escherichia coli. Тука може да не се чудиме, да не е градинка изворот, туку дома е изворот. Значи, идеално место за да толку брзо се размножат и после вклучувањето на климата, доколку таа барем најмалку еднаш во годината не е сервисирана, веројатноста за присуство на некое заболување кое што отпосле се манифестира при користењето на климата е големо. Една од најчестите заболувања кое што во поново време се манифестира е токму изолацијата на бактеријата Legionella pneumophila, која што предизвикува тешки форми на обструктивен бронхит и бронхопневмонија, многу резистентна на влијанието на антибиотиците. Тука се користи соодветна терапија од типот макролидни антибиотици и некои други, но доколку не се детерминира на време, состојбите можат до толку да се искомплицираат, дури има и состојби во кои што некои пациенти го имаат загубено живот. Господин Иванов, ви благодарам, на вистина е ова интересно искуство, можеме да ве викнеме уште еднаш да го повториме градивово, затоа што е добро да се едуцираме. Големо задоволство, се надевам дека успеав успеавме да сублимираме повеќе теми и да им кажеме се доближивме повеќе до гледачите и да ги смениме навиките, да бидеме одговорни прво пред себе, а отпосле и према климата. Кога климата е сервисирана, тогаш се чувствуваме комотно, без грижи дека може да го нарушиме човековото здравје и да бидеме продуктивни во работата.